Добро, почитувани слушатели на Македонската радио програма, како што и најавив пред неколку денови, еве и денес на социјалните мрежи објавив. Денес разговор ќе водиме со професорот Митко Панов од Институтот за национална историја во Република Македонија околу најновите настани за историјата на Република Македонија, односно она што се случува за најактуелните теми. Професоре, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до слушателите. Ви благодариме и ние што се одваживте да бидете наш гостин. Најнапред сакам да упатам честитки до вас за настапот кој имавте во Италија, чинам за византиското наследство и османлиското наследство. Некаде тоа беше со група на научници од Европа, чинам. Благодарам. Тоа беше Византолошки конгрес светски кој што се одржува на 5 години и оваа година беше во Венеција. Тој е престижен конгрес на кој што учествуваат приближно околу 1300 учесници ширум светот и беше привилегија да се биде дел од тој научен форум, каде што се презентират најновите резултати од областа на Византија и византиските студии. Има уште една школа која што организира за византиско и османлиско наследство во Македонија, тука со неколку колеги, врвни експерти од областа, вклучително и еден мој драг пријател, професор од Универзитетот во Болоња. Така што на некој начин пробуваме да го промовираме тоа наследство како една општо цивилизацијска придобивка во која што Македонија имала значајна улога и придонес и за европската цивилизацијска матрица. Тоа беше во контекст на школата, во контекст на Византолошкиот конгрес во Венеција имав презентација за термините Македонија и Македонски и концептот на византиското ромејство и тука направив една критичка анализа на изворниот поглед на Византија, односно на римјаните, во поглед на термините Македонија и македонци, како тие биле третирани во контекст на маркирање на римската географска собственост, аналогно на тоа и на како словените, кои што ја населуваат територијата на Македонија, биле идентификувани како една групен идентитет со името Македонија. И како тоа со тек на време имала променливост во зависност од тогашните констелации, за да заклучам дека во период на самата држава всушност доаѓа до судир, како што посочуваат византиските автори современици на Самуил, судир во контекст на земјата на македонците или македонската земја и знаеме дека Василий II е припадник на македонската династија и соодветно се идентификува и фактички тоа е некаков вид на судир во контекст на македонските термини кои што се употребували или злоупотребували зависно од контекст. Од каде произлегува зборот Византија, византиски? Тоа е продукт всушност на западната историографија или западната представа за Римската империја и до ден денес тој термин се употребува во современата историографија, меѓутоа тоа е конструкт на 17-тиот век во кој што западната историографија се обидувала да го демонстрира всушност правото или наследството на Римската империја, односно да го разграничи со тој термин или Византија наспроти Римската империја, да го разграничи овој дел кој што во тоа време бил под
под власт на Османлиската империја и го представува како нешто назадно ориентално. Се со цел да се презентира или присвои наследството на Римската империја, меѓутоа сега многу од западните историчари, особено последните 10 години, се дистанцираат од овој термин, бидејќи јасно е, во тоа предничи професор од Универзитетот во Охајо, кој што имав прилика да го поканам тука во Македонија и држеше предавање за денови на Јустинијан пред 3 години за идентитет во Византија, во кој што се апострофира фактот дека ниту еден извор во период на Византија не ги идентификувал населението или жителите како византици, туку исклучиво како римјани. И самите тие така се нарекувале и ја нарекувале и собствената држава или империја како римска, така што многу од работите сега се менуваат во контекст на досегашната перцепција. Токму во тој контекст беше имаат реферат во Венеција за да укажам на таа терминолошка променливост, односно дека термините македонци и македонци различно биле интерпретирани се со цел да се презентира собственоста на некаква територија, бидејќи самите термини македонци и македонци асоцираат на историја, на меморија, на славно минато. Така. Тука е и проблемот со македонците, историјата, цивилизацијата, културата, традициите. Вас ви се познат тие работи. Меѓутоа, јас сакам да се вратиме денес што не се случува во Република Македонија. Можно ли е спрема вас заедничка историја, бугарско-македонска историја? Тоа прашање го поставуваме многу пати, меѓутоа еве повторно ќе го поставиме. Да, добро е прашањето и концептуално поставено, затоа што заедничка историја е всушност политички конструкт на договорот за добрососедство со Бугарија. Од таму произлегува, всушност во преамбулата стои терминот заедничка историја и од таму произлегува оној концепт кој за жал Комисијата за историски образовни прашања го прифатија како методологија на нивната работа. Јас многу пати алудирав или укажував дека за погубноста на прифаќањето на ваквиот политички концепт, бидејќи кој што ништо нема заедничко со научната мисла. Меѓутоа, се што Комисијата до сега договори, всушност е врамување во тој политички концепт на заедничка историја. Заедничката историја, според поимањето на Бугарија, подразбира дека имаме иста историја од средновековието па се до 44 година, аналогно на тоа и до ден денес. И дека всушност заедничка историја подразбира еден народ, се по склоп на околностите поделен во две држави. И тоа е некоја политичка агенда на Бугарија од 19 век и начин на кој што ќе се реши македонското прашање. Македонското прашање треба да се реши на начин во кој што историјата ќе се промени, а со самото тоа и свеста на македонскиот народ, односно дека можел да има само заедничка историја со Бугарија, бидејќи македонците биле бугари, и дека историјата на денешна Република Македонија, променето име во Северна, е врамена, правото на самоопределување се исклучува се врамува во границите на државата и со самото тоа кога ќе се врами во концептот на заедничка историја, подразбира дека македонскиот народ и македонската нација се всушност вештачки продукт, кој што представат политичка категорија која што треба да биде врамена во постојните државни граници, аналогно на тоа нема етнички малцинства во другите земји, што нема етнички малцинства
нема македонски народ. Мислам, многу е јасна работата, за жал, како што реков, концептот на заедничка историја се прифати, а такво нешто апсолутно нема, тоа е без преседан во меѓународната практика. Така што се оди на тоа, кој што реков, да македонците прифатат дека не се тоа што се. Професоре, ме интересира како може 4-5 души историчари, кои не се стручни или кои не специализираат во тие области, средновековна Македонија, античка Македонија, да зборува, сегашна Македонија да зборуваме, да потпишуваат во името на стотина други историчари, Институтот за национална историја, исто така УКИМ, па и многу други, па и онај во Штип универзитет. Како може тоа да се направи? 4-5 души да потпишуваат. Каква наука е таа? Па, тоа нема ништо во врска со наука, очигледно е тоа. Иако се прави обид да се презентира дека постоела некаква научна дебата во рамките на комисијата, меѓутоа изјавите на членовите на бугарскиот дел од комисијата станува евидентно дека се што се разговарало во контекст на средновековието било минорно од страна на македонскиот дел од комисијата, односно прифатиле буквално се што бугарската страна го настојувала да го артикулира во препораките и видовме со препораките дека всушност бугарскиот поглед на историјата провеува, односно селективниот поглед. И можеме да видиме дека во сите препораки за средновековниот историја на Македонија, сите личности се поврзани со Македонија, дефинитивно. А од една страна, од друга страна се исклучува Македонија во сите препораки и се што е поврзано со дејноста на тие личности во контекст на Македонија. Да речеме, Кирил и Методи се исклучува оној дел во кој што едноставно потекнуваат од овие простори, за да се избегне фактот дека тие создаваат словенската писменост и азбука за потребите на македонските словени во околината на Солун, откаде што може тука само да ве прекинам, да додадете вие за нашите слушатели, а и бидејќи не следат и во Бугарија. Спрема моето знаење, Солун и местото од каде што потекнуваат Кирил и Методија никогаш во историјата не биле дел од некаква бугарска држава. Дали е тоа точно, професоре? Апсолутно, тоа е точно од една страна, од друга страна зборуваме за период од 9 век, во кој што самите, ние немаме византиски извор за Кирил и Методи. Немаме запис воопшто за овие мисии, и тоа е многу индикативен феномен, различно се објаснува во историографијата, зборам за оние што се експерти од областа на кирилометодијстиката. Меѓутоа, генерално, тоа е феномен, особено од аспект на тоа каква значење подоцна му се дава на карактерот на мисијата на Кирил и Методи. Зошто Византија го премолчила тој дел? Останува енигма, која што се обидуваат историчарите и експертите од таа област да ја интерпретират, меѓутоа како факт останува. Она што го имаме ние во контекст на мисиите за Кирил и Методи е изворните житија словенски, кои што се припишуваат, авторството им се припишува на учениците на Кирил и Методи, и таму никаде нема да најдете во ниту еден сегмент бугарски јазик, бугарски било какво, туку се зборува на наш јазик, сите термини укажуваат на наш јазик, на словенски јазик. Едноставно, таа компонента сега преку врмувањето во концептот на заедничка историја треба да добија бугарски карактер, а она што се користи како некаков аргумент, условно да кажеме, е Теофилакт Охридски, кој што пишува, знаеме, конкретно 11 почетокот на 12 век, значи од некаква далечна хронолошка дистанца, кој што се обидува да ја врами тогашната констелација на односи во контекст на современието, вклучително и терминологијата
која во тоа време се користела. Значи, ако гледаме изворно, немаме ниту еден изворен податок кој што ќе ја поврзе дејноста на Кирил Методи со Бугарија. Апсолутно Кирил Методи ниту биле, ниту имале релации со Бугарија. Да не забораваме дека додека тие тука во Македонија, во Солунско, зрачело христијанството, нели? Историите на Македонија. Во тоа време бугарската држава се уште била паганска. И едноставно Македонија е таа која што го дава примерот на христијанската конверзија. Меѓу другото, во мојот реферат за Венеција укажав и на некои интересни феномени за тоа дека житието на Свети Димитрија Солунски, кој што датира од почетокот, првата книга датира од првата деценија од 7 век, другата е напишана подоцна од анонимен автор во 70-тите години од 7 век. Во анонимниот автор зборува за тоа дека оние населени соседи во околината на Солун, словени, зборувале, не зборувале, туку ги воспевале чудата на Свети Димитрија, со што укажува дека тој процес на интеракција меѓу Солун и словените бил многу жив уште во тоа време, и на тој начин се пренесувала и христијанската култура и традиција. Да не забораваме уште еден момент, дека во житието на Кирил, на Свети Димитрија, авторот, солунскиот архиепископ Јован, зборува дека градот бил одбранет благодарение на храброста на македонците. И сега се постава прашањето кои се тие македонци, нели? Од тоа време. Неќам да забегаме од темата, меѓутоа нашиот колега или вашиот колега, да речем, дека јас сум водител на програмата, Бранислав Светозаровиќ Покорни, тој отпечате книга на 850 страни, 2700 години името Македонија. Се плашат ли германците или Западот, се плашили од античката цивилизација на Македонија? За вас позната средновековната цивилизација, па оттаму, нели, од Александар Македонски, Филип, па потоа, ако спомнеме во Библијата, апостол Павле, па потоа христијанството, па потоа Свети Кирил и Методија до Моравија, Полска, Чешка, кои се спротивставија на бугарите, знаеме пред неколку месеци. Па после тоа, нели, писменоста оди натаму се шири. Па го имаме Наум и Климент и се некако излегува од нашите простори, од македонските простори. И да зборниме и за ова. Се форсира Болонскиот универзитет, а никој не го спомнува Охридскиот универзитет. Само така малку сакам да потрошиме 5-6 минути. Јас не би одел во таа констатација за некакви западни противења или слично, бидејќи ја гледам исклучиво низ призма на историографијата и науката, во моментот модерната светска историографија апсолутно критички се однесува во однос на изворните интерпретации и трендот е ниту еден извор да се зема здраво за готово, нели, бидејќи секој извор е субјективен по својата природа. И ние што зборуваме, можеби сме субјективни, го пренесуваме тој став, меѓутоа за да и репрезентираме некакви, нели, своји ставови. Во тоа време исклучиво мора да имаме предвид дека сите автори биле исклучиво подредени на одредени политички и идеолошки агенди, бидејќи биле најголемиот дел биле дел од дворот на Византија, да кажеме, или биле инволвирани во одредени политички или црковни, првенствено црковни релации или мисии. Така што мораме да ги имаме предвид сите овие работи за да можеме објективно да зборуваме за тој период. Затоа е некомпатибилно ова што го прави комисијата
во контекст на врамувањето на концептот на заедничка историја, бидејќи се базира исклучиво на едностранното гледиште на Бугарија, која што се заснова на тезите од 19-тиот век. И сега тие ни се пласира, како што вели владата во одлуката која ги прифати протоколите, дека тоа од сега ќе биде историска вистина, се што комисијата договорила, од сега ќе биде историска вистина, која што ќе треба да се одбележува соодветно, што значи дека согласно билатералните протоколи ќе мораме ние комисијата да ги третира целиот јавен говори простор на Македонија. Сакам да ве прекинам тука, бидејќи комисијата ја води еден човек, тоа е директорот на Институтот за национална историја Драги Георгиев, кој, јас ќе кажам, ги држи сите конци во своите раце. Тој е председател на комисијата, тој е академик, тој е сега повторно председател на секретаријатот кој ќе биде како додатно тело на таа комисија. Тој не ги дава записите, стенографите. Тој ми наликува мене на Јосип Броз Тито. Видете, акумулирањето на премногу, да кажеме, не класични функции, премногу должности само по себе предуцира, ние зборуваме, нели, за тие времиња во кои што контролата на одреден сегмент на одредени мал број на луѓе, нели, го ценуваме како спротивно на демократските принципи. Така што, од една страна, јас тука само би укажал на фактот дека колегата Драги Георгиев, како директор на институтот, подлежи на одредени законски обврски, и статутарни обврски. А тие имплицираат, односно јасно се дефинирани, дека меѓу другото, ако го погледнете законот за научна дејност, последниот, се уште актуелниот закон за научна дејност, на институтите, јавните институти, во кои што научни институти, во кои што влегува и Институтот за национална историја, се дефинирани од стратешки интерес за државата. Од друга страна се дефинира дека науката треба да биде дел, дека принципите на науката меѓу другото треба да бидат слобода на научната мисла, дека институтите треба да работат на афирмација на културно-историското наследство на македонскиот народ и на другите делови од народите кои што живеат во Република Македонија, а со делот во неговата работа во комисијата, мислам дека е некомпатибилно со функцијата која што ја врши како директор. Особено што работените во институтот, зборувам сега за севкупниот резултат на комисијата, не се согласуваат со тоа што е таму содржано. И тука гледам една некомпатибилност која што во најмала рака треба да биде исправена од една страна, бидејќи ние како научници, особено експертите од средновековието, воопшто не бевме консултирани во ниту еден процес од работата на комисијата и напротив се спротивставивме на сите тие дефиниции, контекстуализации, на обиди да се направи тоа како дел од историската вистина, како што спомнав. И особено што со билатералните протоколи сега на комисијата и се дава таква улога да се става над сите научни институции кои што и образовни, кои што ги спомнавте, а кои што треба да имаат таа функција, нели, да развиваат науката, македонската наука и образование, а во случајов комисијата и секретаријатот кој што сега се формира, всушност имплицира дека комисијата ќе работи исклучиво на задоволување на потребите, односно условувањата од бугарска страна, се со цел, нели, да се врами
и да се задоволи оној концепт, како што спомнав, на заедничка историја, а што нема ништо врска со науката и целосно ги занемарува научната продукција и на Институтот за национална историја и сите научни институции во земјата, а од друга страна тоа е, како би рекол, спротивно на функцијата која што и председателот ја има како директор на институтот. Така што има многу елементи кои што академик е. Затоа над 100 врвни научната заедница во суштина во Република Македонија реагираше на протоколи, на овие дефиниции на така наречените како не препораки на комисијата кои што стануваат историска вистина според владата и ги прогласи за ништовни. Така што мислам дека се кажа. Записите ги пропуштивте, не ги имате видено. Не се објавени. Да, јас тоа и јавно го посочив и во колумни на еден настап на телевизија и ги повикав, бидејќи комисијата треба да биде транспарентна, нели, во незината работа, да се види, бидејќи ние и како историчари, а меѓутоа и македонската јавност има право да знае на кој начин се дебатирал научно, ако воопшто научно се дебатирало, бидејќи таму немаме експерти од средновековието, записниците или извештаите кои што ги доставувале комисијата до владата, годишните извештаи, треба да бидат достапни на јавноста, за да едноставно да видиме, бидејќи во суштина целата работа на владата тоа не е некоја, тоа е наука, нели? Ако е наука, тогаш треба да биде јавно достапна, не е некоја дипломатска тајна за да биде сокриена. Меѓутоа фактот што до сега не се приложени или објавени тие извештаи или записници, транскрипти од нивната дејност, укажува на проблематизирањето на нивната работа, односно дека нашите стравувања дека таму не се застапувале, имало отсуство на научна дебата, особено за средновековието, укажува ги потврдува едноставно, а да подсетиме дека всушност и самите бугарски членови на комисијата го побараат тоа. Што значи дека само македонската страна не се согласува на тоа, што е само по себе индикативно. Така, еве, ајде да одиме понатаму со барањата и она што се случува во Република Македонија. Наближува 11 октомври, востанието на македонскиот народ или народно-ослободителната борба на македонскиот народ, како сакате. Ние се спремаме во Македонија навлегуваат нацистички имиња, клубови се отвораат, фашистички, нацистички, како што се отвори Ванчо Михајлов во Битола. Утре, на 6 се отвора во Охрид цар Борис III, нели? Имаме милион слики на цар Борис III со Хитлер. Милион слики има. Потоа ќе се во Богданци ќе биде Фердинанд, нели? Клубот Фердинанд ќе се отвори. И сега јас гледам навлегување на еден чист фашизам во Република Македонија, во време кога Македонија се бори со сите сили да влези и ги почитува така наречените демократски постулати на Европската Унија. Професоре, повелете. Да, јас многу пати го кажав тоа, дека Македонија како една од учесничките на народно-ослободителната војна и коалицијата против фашизмот во Втората светска војна и како победник е должна и има обврска да се спротивстави на било какви тенденции кои што представуваат реминисценција или кои што представуваат обид за
глорификација или враќање на некакво минато кое што ние треба да го имаме предвид само во функција на тоа да знаеме како не треба. Примерите со именувањата на овие личности кои што ги спомнавме и тоа во Македонија е нешто што е само по себе проблематично и асоциран или да кажеме враќање на некакви или реставрирање на меморијата за некакво темно минато кое што за жал Македонија и самата била жртва, евреите па посебно, и затоа еврејската заедница во Република Македонија остро се спротивстави во својата реакција и претходно и сега. Тоа едноставно спротивно на сите европски принципи и начела и мислам дека Република Македонија треба категорично да реагира, особено како што спомнав дека е таа победникот во антифашистичката коалиција. Меѓутоа, за жал, ние сме сведоци на тенденција да не само што се прифаќаат од државата ваквите именувања под сообјаснување дека нема законска регулатива, меѓутоа јас тоа не го гледам како оправдување, бидејќи сметам дека секое глорифицирање на вакви личности е спротивно на било какво начело, или на слободоумието, да кажеме, и треба да најде на осуда, а не на одобрување или премолчано одобрување. Тука нема ништо заедничко со така наречените права на одредена група на граѓани кои што се идентификуваат како бугари, бидејќи под превезот на тие права нели се отвараат ваквите центри, меѓутоа тие не придонесуваат ниту за заедничкото помирување меѓу, да речеме условно, меѓу двата народи или добрососедски односи, напротив, им штетат на добрососедските односи, меѓутоа истовремено укажуваат и на некакви агенди на самите клубови кои што самите себе си наштетуваат. Така што мојата порака беше и ќе биде да ние ги како држава, како земја членка на НАТО, нели сега, и кандидат за Европска унија, треба да застанеме цврсто во одбрана на европските вредности со тоа што ќе ги осудиме ваквите именувања во поглед на враќањето на нели некакво фашистичко минато. Меѓутоа, од друга страна пак имаме тенденции да се маргинизират ваквите улогата на Бугарија. Впрочем, и самиот ко-председател на комисијата се заложи за ревизија на нашиот поглед кон фашизмот, односно карактерот на Бугарија, фашистичкиот карактер во Втората светска војна. Од една страна имаме друга тенденција да... Да, кажете го тоа што рече Драги. Кажете го што... Да, дека треба да се поинаку да ги гледаме работите во контекст на... Дека немало фашизам во Македонија. Да, дека по карактер не била фашистичка. Истовремено имаме тенденции да нели уставот веќе се претвори во орудие за задоволување на националните интереси на соседните земји, бидејќи треба уставот веќе манифестот на основе тргнат од уставот, избришан. Одлуките. И одлуките, со тоа што таму јасно се дефинира против кого се бореле македонците во тоа време, заедно со другите нели малцинства. И фактот што истовремено беше од ранешниот премиер дадена некаква заложба дека треба и тој момент
на сите споменици, нели, кои што асоцираат од Втората светска војна, да бидат избришани. Едноставно, тоа е се комплементарно со некаква тенденција која што ни се пласира нас под превезот на говорот на омрза, да се инсталира, имплантира една нова меморија, избришена од се што асоцира, нели, борба на македонскиот народ за своја држава и слобода, да испадне дека македонскиот народ се борел со некаков апстрактен непријател, нели, ако се избрише сето тоа. За жал, меѓутоа манифестот насно ќе остане тука и секој македонец ќе може да го прочита и ќе да свати со кого се, против кого се бореле. Добро, сепак манифестот не се и одлуките, не се исти, нели? Немаат исто и значење. Да, апсолутно. И пораката, јас тоа многу пати исто така сум го апострофирал, имаме порака до македонската интелигенција, дури од Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, во кој што се повикува македонската интелигенција да учествува во изградбата на првата постсамоилна македонска држава. Значи, укажуваат на тие традиции кои што видовме дека комисијата целосно ги поништи со препораките. И со тоа се директно се задира на карактерот и на асономските одлуки и асономските тенденции за повикување на државотворните традиции во средновековието, а истовремено и Мисирков укажува на тоа пред да почине, дава аманет дека мора македонската научна мисла да изгради свој автономен, самостоен од другите научен наратив, со кој што ќе се спротистави на тие тенденции за национално обезличување. И за жал сега па комисијата го прави токму тоа. Тоа е една политика која што нема, повторно ќе кажам, комисијата може да дискутира научно и тука завршува незината работа. А не може наспроти целата македонска продукција да дава формулации кои што ќе бидат единствено релевантни според билатералниот протокол во националниот простор, во јавниот систем, во јавниот простор, во националното образование и наука. Читајте ги билатералните протоколи, ќе видите дека комисијата е таа што ќе дефинира што е правилно, што е историска вистина, како ќе учат учениците во иднина, и истата комисија е составена или од бугарски членови, што значи дека само по себе е проблематично и задире во суверенитетот на нацијата. Да. Вие го спомнавте континуитетот од Самуил и понатаму Крсте Петков Мисирков. Само сакав да додадам уште дека од овие одредите партизанските одреди бригади за време на војната ги носеа имињата на илинденците, нели, да го комплетираме тој континуитет. Да, и Блаже Ристевски има многу добра 2 тома собрано песни, нели, од тој период во кој што јас идентификував многу од периодот на средновековието, така што и одредите биле именувани соодветно. Таа традиција е носена. Имаме ние многу интелектуалци после Мисирков кои што се повикуваат токму на средновековието за да се дистанцираат од другите, нели, од другите нации, да истакнат својата посебност. Меѓутоа со Асном се доаѓа до таа, нели, национално обединување и национална афирмација на таа тенденција државотворна. И понатаму го знаеме целиот пат на интересно е, нели, тоа што самата Бугарија после Втората светска војна го признава тоа и со одлука на Министерството за образование од 47 и 48 година вели дека историјата на Самуил и на средновековниот период треба да биде дел не од бугарската, туку од македонската историја, и вели дека тоа Самуил е држава на македонските Словени
и сите тие лекции кои што се вклучително и Кирил Методи натаму се стават како дел од македонската историја и така ги изучувале еден период нели во Пиринска Македонија. Меѓутоа со Кој сега го негира. 60-тите години веќе доаѓа до целосна нели промена на тој наратив како последица на повторно на релациите со Советскиот сојуз, нели како Советскиот сојуз се дистанцира од Југославија, така и Бугарија ја менува својата политика. Меѓутоа Крстец Евренковски во неговите настапи во преговорите со Бугарија, пошто имало и тогаш преговори, недвосмислено застанува на македонската линија и не дозволува да се направи трговија. За разлика од тоа, па Тодор Живков вели и тоа пред во стенограмите од неговото обраќање пред неговиот комитет на партијата, вели дека всушност укажува на намерата да прави трговија со историјата на Македонија, со личностите од историјата на Македонија, и на крајот вели дека можеме да им го дадеме Самуил, меѓутоа не можеме се да им дадеме, бидејќи тоа ќе значи половина од нашата историја дека ќе треба да дадеме, нели? Така што такви тенденции за политичко догматизирање или политичка трговија со историјата имало, меѓутоа тоа се времиња кои што нели се дамнешни и треба да послужат како не треба, меѓутоа комисијата очигледно ја презела таа мисија агент. Повторно да се вратиме назад кај комисијата, односно 11 октомври во преамбулата, нели читаме на договорот, добрососедскиот договор со Бугарија, на таа заедничка историја која жестоко се спротивставувавме овие 4 години. Сега 11 октомври како што ќе го славиме заеднички? Борба на идеолошка борба на бугарите? Ќе славиме ние ослободување на Македонија? Да, тоа е суштинско прашање. Што ќе славиме сега на 11 октомври? Навистина, јас не можам. Јас не можам да го разберам и затоа не можам да разберам леснотијата на колегите во комисијата на која што ја превзеле таа обврска. И повторно ќе кажам, тие немаат мандат согласно договорот за се што до сега направиле. Билатералниот протокол сега им го дава тој мандат, односно билатералниот протокол е на некој начин анекс на договорот. Она што не можела Бугарија да го имплементира откако нели увиде дека нема никакви нели условувања, сега се постигна со двата билатерални протоколи, посебно вториот сега што беше усвоен и тоа од собранието на невидено. Бидејќи никој не го виде, беше обелоденат откако беше потпишан. И не случајно не беше обелоденат, бидејќи е погубен дефинитивно за идентитетот на Македонија, македонскиот народ. И како што реков, комисијата се става во улога на диктирање на се што ќе треба во иднина и да се изучува и да се надписите, например, ќе треба да ги рефлектираат нивните одлуки, нивните решенија, наставните програми и така натаму. Така што 11 октомври и исто така интересно беше во некои настапи на членовите на комисијата кои што кажува дека се умерени оптимисти дека ќе најдат компромис и за овој период од историјата. Да, го слушнавме директорот Драги Георгиев. Ме интересира, професорот, ме интересира што ќе напишат во нивните говори државниците на Македонија. Славиме што ќе славиме? Мислам сакам да бидете по-конкретни околу тоа. Што Бугарија, јас се имам сознание, веројатно и вие ги имате, професоре, дека велат тие дека беше идеолошка војна. Потоа ние се приклучивме кон протерувањето на фашистичка Германија од Бугарија, па влеговме во Куманово, Скопје и така натаму. Да, и сега може да се доведе тоа до идеолошка
внатрешна борба помеѓу самите бугари на царштината и пролетаријатот? Во принцип, да, политиката или тезите на Бугарија, кои што јавно се обелоденети, да не забораваме, мислам, како можете вие да дискутирате во рамките на некаква комисија, каде што нема рамноправност. Прво со билатералниот протокол вие сте ставени у дефанзива, апсолутна, и условени, доколку не го направите тоа, притисокот ќе се врши политички, нели, заради тоа што од тоа ќе зависи конечниот влез на некогашен иден на Република Македонија во Европската унија, и така стои во вториот билатерален протокол, стои дека пред да влезе во Европска унија треба се да биде договорено во рамките на комисијата. Уклучувајќи го и уставот. И сега мене ме зачуди дека после објавувањето на ваквиот протокол, зошто членовите на комисијата, кои што претходно се велеа дека се, нели, автономни во нивната денес, зошто не се спротивставија, бидејќи протоколот сега им дава така се врамени политички, со кое што едноставно стануваат политичко тело, и од таму мислам и до сега беа, меѓутоа формално веќе стануваат, и од таму и секретаријат сега се формира, како што спомнавте, посебен. Јас би го нарекол аналогно на интерпретацијата на владата дека ги прогласи сите препораки на комисијата како историски вистини, јас би го рекол дека тоа веќе се става како некој орвелски Министерство за историска вистина, Министерство за вистина, така што се што се случува нема никаква апсолутна врска со науката, уште помалку со демократските процеси, бидејќи и во францускиот предлог таму стои дека е содржана негацијата на македонскиот јазик од страна на Бугарија. Така. Во сите елементи на непризнавање на македонското малцинство во Бугарија се содржани. Самите членови на комисијата јавно истапуваат со ставови дека не признаваат, дека македонизмот треба да биде уништен, и сега вие преговарате научно со таков карактер на комисија. Едноставно, мислам дека одговорноста уште поголема одговорноста на членовите на комисијата, што сега и после вториот билатерален протокол не се спротивстави, напротив, министерот за надворешни работи соопшти дека тие биле консултирани во процесот на подготовка на вториот билатерален протокол и нивните сугестии биле преточени во документот, што е уште пострашно. Така што мислам дека ние ќе продолжиме 11 октомври да го славиме онака како што треба, заслужува. Може да го спомнеме Коста Рацин, нели, по овој повод, секогаш е добро да се препрочитат неговите белешки, неговиот креативен ум, кој што пред повеќе од 80 години, 1940 година, има констатирано дека повторно надоврзувајќи се, како што спомнав на претходниот аманат на Мисирков, нели, за изградба на сопствена автономна научна мисла, вели дека таквата мисла или книжевните записи на македонскиот израз мора да издржи, како што вели он, комбинираната навала од противникот, што си го присвоја правото на историската тапија врз срцето и свеста на народот. Тоа е порака од Рацин и ние сме соочени токму со тоа, дека сега треба да се присвои преку историјата правото на историската тапија од една страна, нели, преку работата на комисијата, а срцето и свеста на народот, како што вели Рацин, треба да се промени низ процесот на промените во образовниот систем преку промената на учебниците, бидејќи самите членови на бугарската комисија кажа дека доколку не се променат учебниците и не се гради свеста, промена на свеста, односно вистинската свест на идните генерации, тие не ја завршиле својата работа. И билатералниот протокол ми го дава тоа право апсолутно на комисијата да го реализира.
што е само по себе, нели, Бришење погубно на колективната меморија. Па Раси многу добро го дефинирал дека тоа е срцето и свеста, тапијата ја губиш, историската тапија, значи тоа е наследството, од друга страна и срцето и свеста, бидејќи се работи на нели промена на прекообразовниот систем, бидејќи учениците сега ќе учат само дека бил Бугарско царство, дека Кирил и Методи и Климент Охридски се значени за Република Македонија и за Република Бугарија, затоа што клучна улога одиграла бугарската држава, дека Кирил и Методи е значен затоа што Бугарија таа што го реактивизирала култот во 19 век во препораките, тоа стои и уште пострашно дека на тој начин се овозможило духовното будење и во Македонија, што значи дека Бугарија е заслужна и за преродбата, нели, на Македонија. Тие елементи во препораките секој може да ги види и ме чуди како комисијата се согласила неистина, бидејќи исклучиво го содржи бугарскиот контекст на видување неистина. Така, ме интересира, не знам дали сте информирани, вчера, мислам и денес се вандализирани некои споменици, партизански споменици и се уште не се откриени сторителите. Уште една работа што сакам да ве прашам, денес прочитав дека се формира нов совет во Министерството за образование, кој го предводи премиерот Димитар Ковачевски и покрај него се четворица албанци, Артан Груби, министерот за образование и не ги знам другите кои се, не ми текнува имена. Ова директен удар е на Институтот за национална историја, рушење на сите институции на Република Македонија. Што врска има тие со не, како ве вашето видување? Бидете отворени. Па не, да, и јас ја прочитав таа вест за Бајлева, дека одлука на владата веќе донесена и дека се инволвирани сите тела и во образовниот систем и во научниот систем, вклучително и студентските парламенти и така натаму, што во некоја рака, да кажеме, би имало некаква позитивна димензија, доколку начело на истата не стои премиерот. Така што мислам дека ако веќе се произнесува со некаква иницијатива, треба да произлезе исклучиво од научната заедница или образовна заедница и да се даде приоритетот или мандатот на истата да го диктира образовниот систем. Точно е дека политиката е таа што ги прави реформите, меѓутоа не може да ги легитимира на начин на кој што ќе создава постојано тела. Видовме секретаријат за историски прашања, односно за историски вистини, јас го нарекувам. Сега имаме некое ново тело кое што треба на некој начин да легитимира повторно комисијата, односно она што ќе се договори во рамките на комисијата. Имавме таков пример на избрзани реформи со концепта за основно образование, кој што се спротивставија речиси сите, апсолутно сите научни и образовни институции во земјата. И со кој што нели предметот историја беше укинат, па потоа ставен формално како дел од историја општество како предмет, меѓутоа во него инкорпорирани и филозофија и етика на религии, така што историјата ќе биде маргинализирана, да речеме, дали воопшто едно 5 до 10%, и тие 10% ќе бидат диктирани од комисијата. Таа ќе ги прави содржините според билатералниот протокол. И затоа сметам дека гласот на науката, изворниот глас на науката и образованието треба да се слушне и има поинаков начин да се слушне. Мислам дека целата научна и образовна заедница многу гласно се произнесе за сите овие реформи, досегашни образовни и за работата на комисијата, како што кажав,
над 100 и тоа врвни интелектуалци, сите познавачи од областа, вклучително и најголемите авторитети за средновековието, застана против овие препораки на комисијата и ги прогласи, како што спомнав, за ништавни, така што ние како научници нема да ги прифатиме. Друго е прашањето дали политиката ќе сака да ги наметне. Меѓутоа, ние ќе се спротивставиме на сите такви тенденции заради во интерес не само на Македонија, во интерес на науката во целина и во интерес на заштитување на европските вредности во целина. Научното надпреварување. Професор, имам уште 2-3 минути, ме интересира 6 октомври. Утре се отвора тој клуб со цар Борис III, а утре исто така се 46-та година во октомври беа донесени моштите на нашиот великан Гоце Делчев. Се поганили или тој ден со отворањето на клубот. Малку спомнавме, не спомнавме воопшто, него спомнавме Гоце Делчев, некогаш во некое друго интервју ќе зборуваме. Целта тоа, мислам, смета дека така е организиран, да се испогани и тоа заедно со 11 октомври. Видете, кога се планира нешто, ако сака да се испрати порака, секогаш во историјата се бираат одредени символични датуми. И тоа не е само сега, зборам дека и самата дипломатија во суштина, зборам генерално, бира одредени символични термини за да демонстрира нешто. Нешто што треба да ја рефлектира или агендата, или политиката и така натаму. И јас не би исклучил таква можност дека тоа не е коинциденција. Паралелно со тоа, знаеме дека на 6 октомври почина и само и основањето на центарот во Охрид исто така има некаква димензија која што треба да ги врами тие традиции од како што зборував и до сега средновековно. Да ги врами, бидејќи можеме да зборуваме уште една цела емисија за тоа како во 41 година доаѓаат врвните професори, историчари, етнолози, паралелно со бугарските окупацијски војски за да се преку историјата да се пропагира правото на историја на Македонија и македонците, односно да се укаже на тоа дека се враќа всушност, така велат, бугарштината благодарение на таа германска моќна германска десница, така стои во пропагандите во сите големи градови, Охрид, Прилеп, Битола, Скопје, се бираат говори пред народот во кој што се апострофира токму средновековието, индикативно, што не се спомнуваат или Инденското востание или други периоди, туку исклучиво средновековието, што само по себе покажа дека за Бугарија фундаментот на агендата во однос на македонското прашање е средновековието. И оттаму мислам дека комисијата не го разбрала доволно политиката на Бугарија, бидејќи секој што ја работи балканската, да речеме, политика и историографија од 19 век па до денес, ќе увиди дека фундаментот е средновековието. Начинот на кој што со препораките се редефинираше средновековието во Македонија, средновековното наследство, кое што треба на надписите на спомениците сега соодветно да биде одбележано, укажува на тоа дека полека Бугарија си реализира својата агенда од 19 век, за да нема веќе македонско прашање. И тука јас би укажал на тие символики и повторно дека Република Македонија треба да даде пример, односно се спротивстави на било какви тенденции кои што ќе го враќаат некоја минато или ќе глорифицираат периоди од фашизмот, кои што создаваат една порака, недобра порака во најмала рака,
која што е во спротивност повторно со европските принципи и вредности. И ние како победник во антифашистичката војна треба да дадеме пример како се заштитуваат тие вредности со сопствен пример. Да, јас себе ќе пред да ви се заблагодарам, само една реченица би додал на вашиот коментар. Јас сметам треба Европската унија да се спротивстави на овие фашизоидни напади на Бугарија врз Македонија. Македонија да треба да е после Европската унија, тие треба да направат тоа, но не го прават. Па да, јас сепак не би одел, не би пренел вината во Европска унија, туку секогаш ја гледам кај нас, во нашата отсуство на стратегија. Зборам на стратегија, воопшто нема стратегија, односно секоја држава си ги заштитува своите национални интереси врз основа на некаква стратегија, агенда која што треба со некоја визија за барем следните 50 до 100 години. Кај нас имаме визија од денес за утре, нели? Како да имаме визија за така, за десетина сати. Последиците ги гледаме и отсуството на стратегија апсолутно се гледа тука и мислам дека ни е потребна и како една национална стратегија за обединување, бидејќи се што се прави сега е фокусирано и кон обезличување на македонскиот народ и кон негово раслојување или поделби, уништување во крајна линија, точно. И така што да, мораме ние да застанеме во функција на заштитата на националните интереси. Не зборам дека тоа треба да биде на штета на добрососедските односи со било кој соседи, бидејќи македонскиот народ по карактер е мирољубив, нели, добронамерен, сите имаме пријатели и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и во Србија. И во случајов треба само да укажеме на тоа дека другите се тие кои што, нели, го прават тоа непријателство и да апострофираме да укажеме на последиците, импликациите. Еве, професоре, химната, што се стори со химната, гледате, таа писма од каде она реагирање на кај народот, никој не му рече на тие поединци да реагираат така колективно. Тоа е резултат на политиките што последица, апсолутно е последица, реакција на народот. Секаде имаме ние, нели, во целиот свет се манифестира тоа, посебно преку фудбалски надпревари, меѓутоа прашањето е кој ги предизвика. Наместо да имаме, нели, добрососедство, имаме сега сите анкети укажуваат дека откако се потпиша договора за пријателство, апсурдот, нели, откако се потпиша договор за пријателство и соработка, перцепцијата на македонските граѓани во однос на соседите, посебно во однос на Бугарија, има негативен тренд и тоа не е вина на македонците, туку е вина на начинот на кој што се претендира да се обезличи македонскиот народ преку политичките договори. И тука сме ние, нели, и научниците и сите граѓани да укажеме на овие последици и во таа насока сметам дека во иднина постојано треба да се укажува на негативните импликации и на негативните примери, како што се овие кои што се глорифицираат личности од темното минато на Бугарија и воопшто на Европа. Професоре, ние можеме да зборуваме со сати, меѓутоа 1 сат, 1 час помина. Јас ви благодарам на вас на исцрпните одговори кои ги дадовте за нашите слушатели овде во Австралија и секако дека ќе закажеме друго интервју, мораме да продолжиме да завршиме. Него фативме Гоце Делчев и така натаму и другите наши значајни личности. Уште еднаш ви благодарам искрено и ви посакувам се најдобро. Задоволството ме беше мое и ја користам приликата да честитам и на македонците
ширум светот, нели, на престојниот празник, во кој што, нели, ги изразуваат или се сеќаваат на тие слободарски тенденции, а кои што треба постојано да ги имаме на ум и во современието, бидејќи тоа е аманетот што го остават тогашните државотворци, а кои што ние сме генерацијски предодредени да го продолжиме. Ви благодариме. Благодарам.